Станува збор за автентично толкување на Законот за персонален доход, поточно за членовите 3 и членот 14 од тој закон, кој што создаваше одредени недоречености и за време на претходната власт беше токму тие недоречености беа искористени за да се спроведат контроли на 22 граѓански организации, почнувајќи од декември 2016 година и тие траја до јуни 2017 година, при што речиси сите ние добивме записници со кои се констатираше дека треба да платиме персонален данок на доход за невработени лица кои учествувале во наши активности и тоа кога станува збор за хотелско сместување и за превоз. Например, организираме ние некој настан, каниме експерти и освен што им ја плаќаме картата, им го плаќаме превозот и хотелското сместување, според Управата за јавни приходи тогаш требало да плаќаме и персонален данок на доход. Меѓутоа, ние сме непрофитни организации, нашите активности не се активности од таков вид кои што треба да се оданочуваат. Поради тоа и беше покрената оваа, да речам, иницијатива од страна на пратеници на Собранието на Република Македонија со цел да се расчистат тие недоречености, бидејќи тие наметнаа таква пракса во 2016 и 2017 година, иако законот беше изменет токму во тој дел и беше расчистено тоа прашање на 25.12.2017 година. Меѓутоа, останаа нерасчистени постапките кои што се водеа против нас. И ние се уште немаме официјални решенија, да речеме, од Управата за јавни приходи. Јас ја поздравувам оваа иницијатива, иако подолго време помина, ние очекувавме да се случи тоа порано, да се расчистат тие постапки кои што се водеа против нас, а беа дел од процесот за десороизација, кој што го најави и го покрена самиот Груевски. И се надевам дека ова автентично толкување сега ќе значи понатаму во Управата за јавни приходи да се донесат и соодветни решенија со кои што конечно ќе ни завршат и легално постапките, бидејќи нас контролите ни завршија кога се смени власта, во јуни 2017 година, меѓутоа ние се уште немаме добиени официјални решенија за тоа дали должиме на државата данок или не. Тоа е, мислам дека навистина праведно е оваа одлука и е навистина за поздравување, бидејќи токму тие финансиски контроли значаа прекршување на принципот, односно слободата на здружување и беа тенденциозни и со причина да не замолчат, да не да предизвикаат одредени последици за нас, бидејќи стануваше за поголеми суми на пари кои што беше пресметано дека некои од организациите треба да ги платат. Верувам дека ова автентично толкување многу брзо на некој начин ќе се ефектуира преку конечни решенија донесени од страна на Управата за јавни приходи.